Секоја година се убиваат стотици волци низ Европа под изговорот дека се опасни за луѓето и стоката. Волкот во Македонија не е заштитено животно. Според официјалните информации, волкот спаѓа во категоријата близу засегнат. Сепак, слично како и стравот од волкот, кој е заснован само на приказни, така и состојбата на терен постојано се менува. Екосвест ја потенцира важноста од актуализирање на прашањето за заштитата на волкот и сериозен мониторинг на дивите животни. Тие започнаа истражување на јавното мислење за волкот, а првичните резултати се мощно интересни. Трендовите во Европа постануваат загрижувачки, би рекол, посебно во Швајцарија и во Германија, каде што веќе активно властите таму почнуваат да убиваат волци, иако таму е заштитен вид. Но во Македонија волкот воопшто не е заштитен вид, него е дозволен за лов. И од моето 4-годишно скоро искуство да работење на јабланица, цело време теренски во планини, баш во тие предели кај што треба да живее волкот, искрено че сум само еднаш имам забележано волк, па на тоа ни дојде идеја, се викаме дај да направиме нешто, да испитаме ситуацијата како е со волкот во Македонија. Од законска основа, но и да видиме и како е ситуацијата на терен. Па мислиме дека со се што се почнува треба да го прашаме народот во Македонија, што сите што мислат за волкот. Па така првата активност од нејзе, значи сега почнуваме да имавме фактички испитување на јавното мислење за волкот во Македонија и траеше некаде 2 до 3 месеци на цела Македонија и со фокус на планината Јабланица, таму кај што сме најприсутни на терен. Од кои добивме резултатите, не би рекол дека ме изненадија, повеќе во позитивна смисла, ајде да кажеме, зашто народот, дури 8 од 10 луѓе од испитаниците во Македонија има одговорено дека нема ништо против волкот да си го живее својот живот, што е супер. Но, од друга страна, сепак, мислам дека имаме многу потврдено во начинот на комуникација за значењето, за животот на волкот, и тоа допринесува, 8 од 10 луѓе сметаат дека волкот треба да живее, но само 2 би живееле од 10 би живееле во места каде што има волци. И баш тоа ни е напојдовна точка за почнеме да креираме една мала медиумска кампања, да почнеме едукација ми е лош збор, али ето да го едуцираме по широката публика за тоа, за би рекол екологијата на волкот. За да може да функционираме во симбиоза со природата, мора да се направат механизми за тоа да функционира. Имаме и други, како би рекол, резултати од анкетата. Например, еден одличен резултат беше тоа што народот смета дека информациите за волците треба да ги добиваат од стручните лица. Значи од биолозите, од ветеринарите, од сточарите, од сите тие лица кои имаат допирна точка со волкот или веќе ево претрпеле штета. Кога сме веќе кај штетите од волкот, само 6 или 7% од испитаниците имаат претрпено штета од волк, што е многу мала бројка со оглед на тоа што анкетата ни беше фокусирана баш на тие луѓе, на тие предели кај што сметаме дека имаат волци, што е супер. Но од друга страна, сепак е добро да сметаат и луѓето, добро е да се направи, кога веќе ако сакаме да го заштитиме волкот, како да е заштитен вид, добро е да се направи една компензацијска шема, како што е случајот со кафеавата мечка. Доколку кафеавата мечка направи некоја штета на земјоделските поседи, државата ќе ги компензира тие. Истото би било и со волците. И тоа е еден добар резултат што го имав нисто од анкетата, е тоа што сточарите ни немале ништо против волците и нивниот живот, доколку им се обезбедат соодветна заштита на нивните стада, како например електрични огради, и им се дала некои субвенции за овчарски, сточарски куќиња како Караманот или Шарпланинецот што си ги имаме тука во Македонија. Волкот е исклучително важен дел од синџирот на исхрана и неизоставен дел од целиот екосистем. Стигмата за волкот мора да престане.
волкот е животно кој не сака да има никаков допир со луѓето. Има многу илјадници случаи ширум светот каде се случува и во Македонија имаме и интервјуирани луѓе, например, што виделе волци поминале по крај нив и никому ништо, значи тие се треба да знаеме дека се регулатори на екосистемите. Значи ако ги снема волците тотално од држава, доаѓа до опасност до целосен распад на екосистемите. А ево и уште еден пример, ако го нема волкот кој е апекс предатор, постои голема опасност од размножување на шакалите на територијата на Македонија во голема мера и тие ќе прават многу поголема штета од волците, затоа што волците кога ловат само колкото им е потребно, од друга страна шакалите прават огромна штета. Значи, така да следни чекори ни биле да ги разгледаме и законските да разгледаме законот и шансите дали е можно да направиме компензаторска шема за штетите од волците и во комбинација со тоа да ставиме волкот под некаква заштита, за да се прекине неговиот лов, затоа што терен и во разговори со националните паркови кои веќе ги штита нивните предели, волците практично почна да ги снемува во државата. Ево баш последно пошумувавме на Јабланица, таму шумарите се, значи, практично 24/7 на терен, разговарав можеби со 20 шумари. Последниот волк што го видел еден шумар беше пред 5 години, што е стварно алармантно. Бегаат што од криволов, што од буката која создаваме, им ги уништуваме живеелиштата, али во крајност, значи, мора нешто да се преземи за да го вратиме волкот таму каде што му е местото, нормално, по неговите живеалишта. Реалниот волк во Македонија е вешт, брз, но пред се предпазлив сосед. Неговата најголема грижа не е да ги напаѓа луѓето, туку да живее длабоко во шумата, колку што е можно подалеку од нас.